Срекни што конечно нашле начин да стигнат до големата Германија за да работат и заработат, група од 35 студенти од Кочани и од други градови деновиве на Приштинскиот аеродром седнале во авион и стигнале во Дицелдорф. Арно, ама таму наместо да ги пречекаат работодавачи, ги пресретнале германската полиција. Им било објаснето дека немаат работни визи и дека мора да се вратат назад. Со првиот авион биле вратени во Приштина, а од тука до границата со Македонија, каде косовската полиција ги предала на нашите власти. За целиот трансфер на ветената работа стои фирмата Полиглот со седиште во Скопје, но нејзиниот собственик Бело Делчево. Неофицијално се дознава дека германската фирма сакала да избегне давачки кон државата, па затоа не ги обезбедила работните визи за студентите од Македонија. Студентите измалтретирани и разочарани сега се исплашени дали ќе им бидат вратени уште по 200 евра од вкупно платените 300 евра за услугата за обезбедена работа и повратен билет, бидејќи по 100 евра веднаш добиле. Неизвестноста во целиот случај ја поттикнува најавата од Полиглот дека постојат реални шанси до крајот на јуни да бидат обезбедени работни визи, па на студентите сепак да им биде овозможено да одработат